За премиерот на Македонија сме станали ист народ со бугарите, а сме зборували сличен јазик, но и тоа на крајот не е доволно за Бугарија да го тргне ветото за старт на преговорите со Европската унија. Македонската влада не открива зашто преговара со источниот сосед, но вториот човек на ВМРО ДПМН Александар Николовски вели дека од високи дипломатски извори дознал дека македонскиот идентитет бил ставен на маса. Заев кажал дека според него во двете држави живеат исти народи кои што зборуваат исти или сличен јазик. И кажал дека е тоа негово лично мислење, веројатно не сваќајќи дека премиер нема право на лично мислење и дека кога е некој премиер, се што кажува официјално е став на државата која што ја представува, што само покажува до кое дно е спремен да оди. За најновиот неуспех во евроинтеграцијата според Николовски не е причина само Бугарија, потенцирајќи дека многу од државите не кажале дека се против ветото, велејќи дека земја како што е Македонија во моментов не е држава која најголемите европски сили ја сакаат во своето семејство. Сметаат дека има висок степен на корупција во Македонија, што сите знаеме дека го има. Нема функционален систем на владење на правото и не се спроведуваат реформи, а дополнително на тоа економијата тоне. Имајте предвид дека Европската унија е клуб на богати и дека скепсата кон проширувањето е затоа што примија сиромашни држави со кои што сега имаат проблеми, сакаат кај себе да примаат богати држави со функционален систем на владење на правото и без корупција. Зоран Заев не само што не ја унапреди Македонија во таа насока, туку ја уназади. Инаку покрај сегашните отстапки, премиерот попушташе и предходно, дури го нарече Гоце Делчев и бугарски покрај македонски револуционер. На територија на регионална Македонија. Навистина живееле македонци што зборувале македонски јазик, но живееле българи што зборувале български јазик. Живееле луѓе кои што се чувствувале истовремено и българи и македонци. Гоце Делчев е револуционер и за българите и за македонците, кој што се борел и за слободата на Македонија, и за Одринско, и за се. И тоа е апсолутна реалност. Се до сега направено на штета на македонските национални интереси на крајот излегува бадијала, бидејќи Македонија повторно него доби датумот за старт на преговори со Европската унија, кој за македонската власт беше добиен веќе неколку пати.